Почитувани, со денешната пресконференција сакам да предупредам на вистина загрижувачка појава, на континуирано и оркестрирано уништување на државните институции. Имено, во изминативе години, а со исклучително засилено темпо, во изминатите неколку месеци се случува процес на оптоварување на државните институции со огромен број на нови вработувања, што се извори жариште на нов непотизам спроведуван од власта. Се тоа е смислено сценарио, но и аварм со кој власта купува внатрешен мир, и тоа кај нивните незадоволни членови. Но за сите останати граѓани ќе значи нов финансиски товар и превработени институции. Едноставно ова може да се толкува како отворен подкуп на гласови во преспред на изборите со државни пари. За ова што говорам, сведочат и следните факти. Само во последните 2 месеци, откако е договорен датумот за избори 12 април, во администрацијата на сите нивоа во државата се вработени преку 6000 нови административци. Над 6000 луѓе само во ноември и декември без огласите распишани овој месец. Овој месец е распишан оглас за 536 нови работни позиции во македонски шуми. Во само неколку дена, од 20 јануари до сега, ова предпријатие распишува 3 огласи со кус рок и одеднаш вработува. Внимавајте, 536 лица. 536 лица се бараат и времено да се вработуваат во предпријатие кое мака мачи да ги подмири трошоците и да исплати плата на своите работници. Претходно имаше огласи за стотици нови вработувања во Елем, во Мепсо, во Царина, во градот Скопје со нивните јавни предпријатија. Ова, почитувани, значи отворена корупција, отворено купување гласови, но и знак дека власта знае дека ја чека пораз и затоа крши закони. Ова е игра со граѓаните. Игра со чувството и потребата на човек да работи, да заработи. Ова е залажување на граѓани кои се во незавидна положба да прифатат вработување на определено време, со надеж дека ќе бидат вработени и трајно, доколку го поддржат тој што овие 3 години ги држи во ваква незавидна позиција. Ова е класична корупција, но и партизација, политизација на администрацијата, зашто укажува Европската комисија во своите препораки. Ова е скандал за кој што институциите мора да реагираат. Државната антикорупцијска комисија мора да реагира и да ги спречи овие прекршување на изборниот процес. Ова е подкуп на гласачите. Туку има директно влијание врз граѓанинот поединец. Почитувани, СДСМ е изворот на сите порази, измами и криминали во државата и затоа на 12 април ќе понесе одговорност. Заев и СДСМ никогаш повеќе. Благодарам.